не е лозарство, не треба да биде социјално. И сега сега овие 20 години да ти кажам, државата, не зборам ова и она влада, се државата го одржава лозарството, го држи уне која го одржава такво како што е. Или треба да зафанат да видат кој работи професионално или кој треба. Не можеш ти да го одржаваш оне што му е хоби, што има 5 декара и се. Или производителите прави че ги помогнат, оне што има да речеме минимум 3 5 6 хектара, 3 хектара. Не може со 5 декара и со 3 декара работи дали да не бидам разбран наставник или полицајци, он е лозар. Не, тоа е вистина. Тоа е проблемот кај нас. А оној што има 15 хектара не може да добие еден трактор. А оној ки што сите му фамилијата му се вработени добива трактор преку ИПАРТ. Тука се сите проблеми се, а никој не ги помага. Имам такви луѓе што ги знам, и што не може еден трактор, уште стари трактори воз по 15 хектара лози гледат и не можат да земат соодветно. А оној што треба, што има 5 декара, 3 декара, 7 декара, и сите сме лозари, сите на состанок, и сите че каже и дедо и баба со прскале со ова и гледале лози, и затоа и овака не се состојбата лозар. Значи мора да се направи ресен. Мора, или нека се даде, мислам да се помага на оние што работат професионално, а не он не се враќа у лозито или купил лози, примерно адвокат или било кој имаш од Скопје, од оваа му купиле лози и му го дава на некој да го работи за субвенции.